Сакал да го реновира станот и да стави нови прозорци, ама од планираното ништо не успеало. Никола Стојанов од Штип ангажирал фирма со цел да ги промени старите дрвени прозорци и врати. Се договорил, но она што го добил било далеко од посакуваното. Вели, прозорците не се исти, дел од нив не се отвараат, а вратата не се затвора. Наместо убаво среден нов стан, како што вели Стојанов, добил хаос. Дојде човекот, почнавме да се договараме, од тоа договореното ништо не испадна и плюс што праве прозори, певеци и џамови, тој ми направи хаос, како да го кажам, лоши работи што не кеше јас да дојде и он го бараш едно време кога требаше да се договориме, доаѓаше ми 5 пати устана. Имаше едно ливче таму за подпис, за гаранција дека има нешто, и секој се тражи од тие мајстори, мислам, капар. Човекот доаѓаше толку пати, после тоа го бараш да го направи како што треба, он уствари повеќе ми ги расипа. И се борам со овие џамови, значи треба стварно, кога гледам, имам стари џамови уште не реновирано од него, што требаше да ги прави, ќе ги после видите. Подобро тие да сум ги чувал отколку нови да бидат. Стаклата што требаше да ми ги поставе, у кујната треба да бидат темни, он ми светли и мора да ставам фолија. Се ми упропасти тај човек. Пред почетокот на работата оставил и капар, па сега додава дека останал и без пари и без соодветно наместени прозорци и врати. Работи што ги поставил, нема ништо салам. Стварно не можам ни тука и прома удара, џамовите беа ги сечел, па ги правил, баш тука што стоиме на овај џам, единиот е помало од другиот. Се гледа тоа. Он тражише таа сума, например, 2500 евро со врати. И врата улазна да стави. Од тоа 1500 му дадов, а он ништо не направи кој што треба. Значи, парите не растат на дрв. Стојанов бара соодветна реакција, односно прозорците да бидат соодветно наместени со цел да може да ја продолжи работата со реновирање на станот.